Во срцето на Крушево, во жртвата на илинденците од 1903 година се роди идејата за слободна и праведна Македонија. 41 година подоцна идеалите оживеа во манастирот Свети Прохор Пчински, каде е одржано првото заседание на АСНО. Антифашистичкото собрание за народно ослободување на Македонија беше одговорот на Илинден. Идејата која никогаш не остаре, не избледе, не се изгуби. Таа созреа. Пораки за обединување, но и завет дека денешните генерации нема да ја заборават борбата и темелот на самостојната македонска држава. Илинден се одбележа и во меморијалниот центар во Пелинце и во манастирот Свети Прохор Пчински. Македонската делегација, предводена од подпредседателката на собранието Весна Бендевска, беше пречекана од незината српска колешка Невена Ѓурик. На 2 август 1944 токму на ова свето место, а за македонците пресвето место, се удрени темелите на првата самостојна македонска држава во рамките на тогдашната Федерација на Југославија. U duhu razvoja te saradnje koja se zapravo bazira i na istorijskoj bliskosti, i na bratskim odnosima, i na uzajamnom poštovanju i uvažavanju, ali i na zajedničkim evropskim vrednostima o kojima ste vi govorili. Mi smo zaista spremni da radimo na jačanju te saradnje. На Македонија, како никогаш досега, и требаат пријатели. И сериозно благодарам за вашето насмеано лице, вашата поддршка. Се надевам дека ќе ги развиваме нашите добрососедски односи со братскиот српски народ. Во Пелинце Илинден го одбележаа и дел од министрите, меѓу кои министерот за одбрана Мисајловски, министерот за правда Филков, вице-премиерот Стоилковик, а покрај собраниската делегација присутни беа и голем број граѓани како и представници на Сојузот на борци. Порачаа дека идеалите на илинденците и јасномците мора да ги негуваме. Велат, ние не ја славиме само историјата, ја носиме во делата, во гласот, во изборите што ги правиме, да ја зачуваме слободата, да го чуваме идентитетот и да си ја сакаме земјата. Се најубаво на Македонија, за Македонија. Почи да направиме на нашиве предци, што се вика, и ние поддржувачи на борциве, исто тоа. Пожелуваме на помладиве после нас да го продолжат ова што ние го поддржуваме. Тоа е на македонците нешто најсветло. За нас е светол ден. Ден рожба на Македонија. Преродба на македонски народ. Вековни стремежи, интереси започнати од илинденското АСНО и денеска ние ги продолжуваме. За нас, лично за мене и за граѓаните за Македонија, значи многу. Од Крушево до АСНОМ, од востание до државност. Тоа е патот на македонскиот народ. Пат на непокор, но и надеж. Пат по кој чекориме и денес со должност да ја чуваме слободата и да го носиме заветот што ни го оставија, да сме своји и достојни на темелите врз кои е изградена Македонија.